Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Бурна дебата на 57-та седница на Советот на општина Прилеп за годишните сметки на општина Прилеп, годишните сметки на јавните комунални предпријатија, детските градинки, училиштата и реализираните проекти. Синоќа во градската библиотека Борка Талески се одржа прилепска промоција на романот Единствен матичен број од македонската писателка Лидија Димковска. Утре, саботно попладне со книгата за деца Илина и шумските тролови во Марко Цепенков. Понеделник, 2 улици 8 часа ќе бидат без електрична енергија. Жена крадец фатена на дело, вршела кражба во куќа. Времето денеска сончево и топло, со температура до 22 степени. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Бурна дебата на советниците на 57-та седница на Советот на општина Прилеп, која траеше повеќе од 8 часа. Советниците дискутираа и ги набројуваа и проектите кои се реализирани за време на тригодишното работење на локалната власт на ВМРО-ДПМНЕ. Со своји критики опозицијата, со одбрана власта. Сите проекти кои што се завршени, ние ги кажавме, тие се факт, тие се видливи. Но сега вие поинаку ги коментирате дека реконструкција на плоштад било променена плочки. Добро, да, тоа е во суштина. Реконструкција на плоштад е променена плочки. Нормално подземна инфраструктура си до тоа павер елементи, се што требаше, беше уредено на плоштадот. Реконструкција на 90.000 метри квадратни улици, асфалтирање, било неколку улички. Не се неколку, тоа се 80 улици во градот и во населените места. Може да се смеете колку што сакате, тоа што е видливо, не можеме да го скријаме, јас не сум овде да бранам некого, ги презентираме работите, затоа што мора некој да излегува на говорница за да каже дека ова што го зборувате во најмала рака некогаш е смешно. Јас спомнав во моето излагање и еден куп проекти кои што вие сте ги ветиле, а не сте ги исполниле и нема да се исполнат затоа што нема време. Не може да се исполнат. Тие што се реализирани, али тоа не е ни 10 ни 20% од тоа што го имате ветен. И тоа не е ни 20% од тоа што Прилеп го заслужува. Цело време се зборува за кружниот тек и неговите недостатоци. Како е тој тесек, како е широк, колку многу имало гужва и сите други работи. Значи, по некоја случајност, јас тука врвам цело време и прве в 4 години додека СДСМ беше на власт. Во 4 години, 4 месеци немаше убава сигнализација или семафори. Знаете колку сообраќајки се случува? Тоа е подобро решение од ова сега.
Синоќа во градската библиотека Бурка Талески се одржа прилепската промоција на романот Единствен матичен број од македонската писателка Лидија Димковска, во која низ дискусија се вклучи публиката. Како измина промоцијата, што вели авторката на книгата? Единствен матичен број излезе во 2023 во издавачката куќа 3 од Скопје и ја доби наградата Рома на годината, а потоа и регионалното признание Штефица Цвеки. Тоа многу ме радува, затоа што сите овие признанија и создадоа пат и отворија пат на книгата кон читателите и токму затоа сум денес и во Прилеп и многу се радувам на средбата со прилепската публика. Единствен матичен број на Лидија Димковска е повеќе слоен роман кој зборува за многу работи. Можеби на прво читање ќе речеме дека е семеен роман, зборувајќи за едно дисфункционално семејство и неговите членови кои се борат секој да си го најде идентитетот, потрагата по својата среќа во светот, особено по младите членови, синот и ќерката на семејството. Понеделник 2 улици 8 часа ќе бидат без електрична енергија. Улицата Браќа Ламески и Републиканска понеделник на 17 март од 9 до 15 часот ќе останат без електрична енергија, информираат од Евана за планиран прекин на електричната енергија. Жена крадец сватена на дело, вршела кражба во куќа. Утрово во 5 часот и 15 минути на улицата Јоска Јордановски, полициските службеници ја лишиле од слобода 36 годишната ЕУ од Прилеп. Таа била затекната како врши кражба во куќа. По документирање на настанот, против неја ќе следува соодветна пријава. Утре децата и родителите можат да се дружат со книгата за деца Илина и шумските тролови во Марко Цепенков. Настанот е во 12 часот во фоето на Центарот за култура Марко Цепенков. Поканети се децата со нивните родители. Ке чујат за книга која говори за девојче кој има 11 години, а разбира повеќе и повеќе од повеќето големи. И тоа девојче раскажува толку заразно што без да трепне чекате да видите каде ќе отиде и што ќе направи. Повеќе утре со книгата за деца Илина и шумските тролови во Марко Цепенков. Временска прогноза. Времето денеска сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Температурата во Прилеп изнесуваше 22 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат слично време на денешното. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, март 2025 година.